Ке каже ли ВМРО ДПМН колку пари во форма на донации земале од осомничените од Пулс? Речиси 4 месеци Мицковски и Тошковски ја прикрива вистината за трагедијата во Кочани и правеа се за да ги заштитат полициските функционери поставени од нив. Само по силен јавен и политички притисок на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на дел од медиумите, конечно беа отворени постапки против неколку полициски началници. Сега јасно дека вината е во врвот на Министерството на внатрешни работи, во врвот на власта и затоа мора да има кривична, правна и политичка одговорност. Директорот на Бирото за јавна безбедност Јанев треба да одговара кривично по закон и хиерархија. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски мора веднаш да понесе неотповиклива оставка. Без изно повлекување, секоја истрага е компрометирана, секоја правда е селективна, како и досега. Главната инспекторка за економски криминал Кристина Јованова да не е офатена со истрагата. Како е тоа можно? Штитејќи ја неа, сушто се штити директорот на Бирото за јавна безбедност, кој е директно одговорен за нејзиното непостапување. Полицијата имала обврска да го затвори објектот, а не да спроведува контроли кои биле спротивни на процедурите. Не се прави контрола на објект кој нелегално работи, а тој се затвора.